Разговарам со Хајди Елзесер, македонска пијанистка која години наназад настапува на сцените ширум Европа и светот. Елзесер, последен настап на Охридско лето ви беше пред 24 години и сега повторно сте на фестивалот. Што значи настапот на Охридско за вас? Па морам да кажам дека тоа значи многу. Јас мислам за сите нас музичари кои што сме тука родени, Охридско лето е поем бидејќи е нели еден од најголемиот фестивал е всушност, каде што гостуваат најголемите светски имиња, има голема и долга традиција. Така да настап на еден таков фестивал секогаш има едно посебно значење, плюс секогаш кога се настапува дома, тоа и уште повеќе му дава една тежина на целото тоа, а и целата атмосфера, акустиката, колегите, летото, како лето, нели летна атмосфера, сето тоа има и посебна убавина. Колку години сте надвор од Македонија, каде се настапувате, на кои се сцени? Па јас сега континуирано сум веќе 24 години надвор. Пред тоа исто студирав во Париз и бев и во Франција и во Македонија. Живеев, значи и студирав во Париз, потоа се преселив во Германија, таму исто студирав постдипломски студии и таму останав, таму живеам, свирам многу низ Европа, свирам исто така и имам настапувано и во Соединетите Американски држави, и во Кина и така, мислам. Јас работам, значи настапувам како солист, меѓутоа настапувам исто така и последниве, не знам, веќе повеќе од 10 години сум доста посветена на современата музика. И настапувам на фестивали за современа музика, формирав уште пред повеќе од 10 години еден ансамбл за 2 пијана и ударни инструменти. Тоа е состав кој што го смислил Бела Барток, унгарскиот композитор Бела Барток, кој што има напишано соната за таков состав и потоа од тогаш многу други композитори по таа идеја исто пишуваат композиции за таков состав. При што јас многу често, така речи секогаш во мојот репертоар вметнувам доколку е можно барем едно дело од македонски композитор. Многу често настапувате со македонски оркестри и со оркестри низ светот. Може ли да направите една паралела? Постои ли разлика? Каде сме ние? Каде се нашите изведувачи? Па нашите изведувачи ние сме ретко талентирана нација, значи музички талентирана нација. Условите се друга работа, значи нас не многу, мислам природно многу не бива за музика. Она што тука недостасува се условите, нели, добри инструменти, простори за пробање, значи техничкиот аспект е многу важен, али она што еве како споредба би го направила, не би правила се споредби помеѓу Македонска филхармонија и не знам Берлинска, Берлинска е сепак некако врв, а и нашите се одлични, него би правила споредба на еден друг начин. Во Германија, во Франција, во Англија, најголем дел од оркестрите се интернационални, значи составот е од луѓе од цел свет, значи тоа е крем некаков. А овде, например, нашите оркестри се наши оркестри од наши луѓе, тука родени и, например, оној што е францускиот фестивал, оркестар во кој што снимаат филмска музика, понекогаш и за многу добри познати филмови, значи целиот тој оркестар е составен од наши луѓе и се врвни. Значи, нашиот потенцијал овде е фантастичен. Само треба подобри услови за работа. Благодарам за разговорот со Гласот на Америка. Ми беше големо задоволство.